Добро дојдовте во уште една епизода на подкаст Зрак. Вечерва ќе разговараме малку повеќе за лимфомите. Вечерва со нас е хематолог од Клиника за хематологија, доктор Божидар Кочовски, и ќе слушнеме едно искуство од нашата пациентка Ајлин. Добро дојдовте. Ајлин, ке може ли малку да ни раскажеш твојата приказна, кога започна све, на која возраст? Приказната почнува 2011 март, тогаш имав 34 години, кога ми се слоши на работа. Одеднаш. Нешто интервенираа на работа. Добро, темек помина, уствари не помина. Потоа дома тоа си продолжи со повраќања, па брза помош дојде, па пак повраќав, па брза помош, се одека не ме зема да не однесат во болница. Меѓутоа тука беше голготата, не знае во која болница да не однесат. Па шетавме инфективно, не знам, друга болница, па трета болница, за на крај јас да завршам на неврологија. Така. Во неврологија, бидејќи и повраќав, имав вртоглавици. Во неврологија 21 ден ги поминав, мислам дека сите милион снимања, истражувања што беше за глава, до пункции, до све живо и диво, за да на крај јас излегов со диагноза воспаление на трето уво. Тука беше таа голготата многу тешка, тие 3 недели беа стварно тешки, затоа што не јадев, не пиев, тука ослабев многу, не можев да се движам, емомалаксана, нели, од нејадење, страшни вртоглавици имав. Почнав и да не гледам, односно гледав само од еден агол. Диагнозата беше таа, меѓутоа и таа пак истите симптоми продолжија и дома, покрај тоа што земав терапијата, нели, што ми ја дадоа од таму. Така, и се упативте на второ мислење? На второ мислење, рековме со текот на со текот на време терапијата ќе помогне, меѓу не помогна, се појави друг момент кај што јас имав страшни подригнувања. Ама тоа беа страшни. Со тоа што веќе решивме дај да видиме што се случува со желудникот. Ајде, нејадена, можеби апчиња, терапија, нешто. Меѓутоа, уште од првиот преглед, само што, нели, како се вика тоа, доктори, вие подобро знаете тоа, што само што ми го стави тука ехото на желудник, и одма тука се виде дека се случува нешто. Веднаш ме пратија на биопсија, меѓутоа ние отидовме повторно на второ мислење на ехо. Истото се констатираше и фактички мене проблемот ми беше кај слезенката. Слезенката беше толку веќе оштетена, што веќе почнувало да го допира желудникот, и тука биле тие тегобите. И тука веќе почна таа голгота. Почна биопсии, кој што беше еден од најстрашните моменти, биопсија на коскена срж. Така. Најболното, ја мислам дека од цел тој период најболното беше барем за мене беше тоа. На локална анестезија нормално. Па не знам, локалната. Локална, така викаат локална, меѓутоа ништо. Перкутана е операција, точно се осеќа доста. И веќе почнавме од се, што викам, се запишавме на хематологија, и тука веќе Како ја прифатите диагнозата на почетокот? Јас бев, не се сеќавам јас на тие работи. Филмот ми е многу со прекини, затоа што не знаев што се случува, само знам дека некаде ме водеа, ме водеа, одев, па ајде оди таму, па ајде оди вамо. Во моментов не детекнува, не можеш да се додека доктор Мартин Ивановски, значи, не седна со сопругот и рече, сакате да знаете што е сега? Викам, ја не сакам да знам ништо. Така. Јас не сакам да знам. Еве го викам сопругот, кажете му се на него, ја ништо не сакам да знам. Тука веќе се констатира дека е Ходжкин лимфома трет стадиум.
и веднаш се запнесе, не чекавме многу, веднаш почна. Односно пред хемотерапиите имав операција. Операција спленектомија. Така се вика. Си го запишав, викам знам дека докторот е таму да не. Значи извадија слезенката цела со класична операција кај доктор Милчо Пановски. Значи прво бев таму 4-5 дена колку лежев. Интересно беше што само после операцијата ја фактички мислев дека се препородив. Прекина тегобите. Прекина тегобите. Почав да гледам нормално. Нема вртоглавице. Буквално се препородив. Така. Кога ти кажа дека треба да примаш хемотерапија на хематологија? Пак не знаев што се случува. Уште беше во шок. Само знам, така. Се сеќавам дека влеговме во хематологија, првата терапија беше многу долга. Нели, првен да немам алергии, ако не се лажам, беше околу 10 часа. Капка по капка, капка по капка. И нели како прва, уморна, 10 сати, ништо, се додека не ја видов дневната болница и тогаш веќе се ми беше јасно што се случува. Така. Како се помири со информацијата дека ќе падне косата? Не толку страшно. Се сеќавам дека ми порачуваа дома перики, чуда, свашта и знам дека кога им реков што ми е гајле мене за косата, ја да сум жива и здрава. Така. Буквално јас така изреагирав, отидов и сама се шишав. Така. Сама се шишав. Значи немав не го прифати тоа толку страшно. Не, косата не ја прифатив, меѓутоа сепак други потешкоти и несакани ефекти имаше. Се разбира. Значи 12 терапии. Секоја втора недела. 6 циклуси се 12 дози. Така, секоја втора недела беше терапијата. Тегобите се тие после како после другите хемотерапии. Мислам тешки и како што поминуваше времето се потешки беа и потешки и потешки. Значи првите 2-3 не беа толку тешки, меѓутоа најверојатно нели како и организмот, имунитетот паѓа и така и се потешко и потешко ги трпев. Така. На почетокот се тргаат и настанува и редукција на таа туморска маса, така да и она како што кажа веќе ослободување имаш од симптомите, така да ги осеќаш полетно си, после тоа нормално има кумулативен ефект самата хемотерапија, не исцрпувачки се на 12 дена, на 14 дена 12 дози на терапија се, така да си има несакан ефект секако. Така. Ке може ли малце нешто повеќе за лимфомите да ни раскажете? Ништо, ова е успешна приказна, кај Ајлин. Значи се работи за Ходжкинов лимфом, на кој што и науката и ние како клиника имаме огромни стапки на излекување, така да е доста успешна. Покриени сме во сите линии на терапија, она кој што е најбитно е навремената диагноза и дека е Ајлин од таа симптоматологија до откривање настанало многу брзо. Сега прашање ако настапуваме малце по-детално да копаме дали имало симптоми пред во насока на ноќни препотувања, слабење, она што го опиша. Кај Ходжкинов знаеме да имаме чешење по тело. Така имаш. Значи не може да го поврзи на ништо, знае да е асоцирано со топла вода, со пиење на алкохол, значи туширање после топла вода. Знае кај Ходжкинов да е асоцирано со тоа. Значи покрај без симптоматологијата, значи имаме и фебрилност, значи необјаснена температура, така да доста често доаѓаме до диагноза на лимфом и кај пациенти кои што заглавуваат на клиника за инфективни болести како треско од необјаснено потекло, како што и Ајлин кажа, не знаеле каде да упатат. Така да она кое што ние го третираме зависи од стадиумот и како ќе го третираме зависи од стадиумот во кој што е диагностицирана. Во трети стадиум се лечи со овие 6 полни циклуси на терапија, доколку се фати во поран стадиум Ходжкиновиот лимфом,
со помал број на циклуси, имаме комбиниран модалитет со радиотерапија комбинирано со хемотерапија, така да веќе тенденциите во светот се комбинација на имунотерапија од анти-CD30 до чекпоинт инхибитори, така да веќе се менува и тука онај позитивен пейсаж кој што постоеше во лекување, сега се менува уште на поефикасно и на помалце токсично во однос на кое што го кажувавте вие како симптоматологија. Све тоа прашање на финанси, на достапност на лекови и слично, така да Ходжкинот е успешна приказна на секаде во светот, посебно и кај нас. Така. Другиот тип кој што е застапен се неходжкиновите лимфоми. Тука исто имаме поделба на индолентни, односно споро растечки, имаме група на агресивни, кои што се брзо растечки, кои што така се по клиничкиот тек знае да биде поагресивен. И тука успесите се зависно со типот, каков варираат и процентите и секако она што е најбитно, колку порано се фати, толку можноста за излекување е поголема. Дали на време доаѓаат пациентите? И колку време им треба за дијагностика? Зависи од каде до каде. Значи, ние спроведуваме едукативни настани со цел на зголемување на свесноста и значењето на временно појавување на доктор. Меѓутоа, дел е и нашата свест и нашето знаење медицинско кај обичниот народ, а друго е и преоптовареноста на примарно и на секундарно ниво, каде што оној класичен хематолошки преглед што ни нас битен со палпација на ливни жлезди е често пати занемарен. Така. И поради тоа не е можно некојаш да се јава доколку не каже пациентот дека напипал нешто, можноста некој други да го напипа е малце помала него на обичен преглед. Така да преоптоварени се, да. Преоптоварени се и работиме малце на зголемување на свесноста за кога ќе се постави веќе сомнешот, веќе можеме да очекуваме дека би дошле и побрзо до дијагноза. Така. После терапиите, Ајлин? Само ќе се надовршам за чешањето. Јас веќе пред 1 година имав чешање. Доста предходно. долго, предходно на раце и на нозе. Меѓутоа ни на крај памет дека такво нешто до душа и не. После која терапија ви помина вака? Чешањето. Чешањето, мислам дека после операцијата. Да, после операцијата, Можда во шокот, Може така, би, вака, ама брзо почнала и се терапија, така да. Да, чешањето беше страшно. Страшно беше чешањето, бев на дерматолог. Невообичаен симптом, тоа е доста чест симптом, не може да се асоцира. Ни на крај памет мене не ми дојде да кажам на докторов дека дека он не ме праша. Така, дали имаше чешање. После си го вртам филмот и викам, да, стварно јас си такво нешто. После терапиите следеше петскен. Така. Петскенот го направи во Истанбул. Тука немаше тоа време. Тука немаше, тука немаше. Отидовме во Истанбул, таму го правевме петскенот. Повторно не знаев со што ќе се сретнам. Не знаев ни како е, ни што е. Сам нова во Заграда, да кажам, јас до тогаш, значи, завршија терапиите, ќе одам на петскење, се уште ни еднаш не гугнав за болеста што се случува. Значи, што е болеста, каква е болеста, не. Јас си го имав доктор Мартин, тоа што ме интересираше мене, јас си го прашував и таа беше приказната, јас се борев сама со себе, односно Таа е најтешката. Сега тоа претходно бас спомнав. За довербата во докторот, вика јас воопшто ништо не читав цело време, вика верував што ќе ми каже само доктор. Јас само со докторот. Доктор Мартин е одличен доктор, така да е доста директен и доста елоквентен, така да можноста и да добиеш добар одговор е доста битен момент, така да. Така, петскенот го направивме во Истанбул. Беше чист. Меѓутоа, сепак продолживме со радиотерапија, така со радиотерапија, мислам дека не се сеќавам дали 10 беа или тука негде околу 10 на терапија, радиотерапија беа.
Потоа веќе следуваше периодот за опоравување, нели? На секои 3 месеци контроли, па 6, па како иде, па На година. годишно. Да. Да. Меѓутоа, сепак тој период, да кажам, од април 2011 до јануари, кај што јануари-февруари беше последното со терапијата стварно беше тешка. Тешка, меѓутоа некако, ја издржав. Одев на работа. Така. Да. Одев на работа. Никогаш подобро да одите на работа, него да се седи. Само првите месеци не отидов, после одев на работа. Се сеќавам, знам, петок ја земав терапијата, сабота, недела дома, понеделник Така. одев на работа. Кои беа најважните работи вака? Што си помислуваше кога примаше терапија и свето? На што? Не знам, сите ми се чудеа. Меѓутоа, прво беше шок за мене кога видов секој зима терапија. Значи, во таа ги дневна, погледна кога таа ги погледнав, значи имаше од мене многу помлади, имаше, например, мајки, Така. имаше профили од секакви, луѓе од секакви профили, што викам, добро, ја не сум сама. Меѓутоа, морам да ја кажам анегдотата. Имаше една жена до мене и вика, видиме колкава сум. И сега јас, тоа беше мене втора, трета терапија, викам, боже, дали јас ќе се здебелам волку од овие терапии, затоа што бев претерано ослабена. И после некое време доаѓа, еве мајка, јас ти донесов кифла, буре, така жива. Мислам, имаше такви моменти кои што се правеше некоја атмосфера внатре. Јас да имаше и луѓе што да вистина плача, имаше кој што се спротиставува дека не сакам да ја земам јас таа терапија, меѓутоа некако си ја прифатив јас таа терапија дека јас морам да ја земам. Значи тоа ми е единствен начин јас да оздравам. Така. Друг начин нема. Се разбира, тука беше и целосната поддршка од дома, од семејството, особено од сопругот, поддршката од пријателите, што во ниеден момент не ме оставија сама. Така. И на крај веќе последните терапии, јас на терапија одев со весник, тогаш не имаш уште весници се чита. Си одев со весник, тука ми беше телефонот со музика и некако тоа многу полесно, сама си го правев за да ми помине полесно. Така. Меѓутоа, од психолошки аспект се разбира дека тука поддршката беше многу битен фактор. Значи, не се плачеше дома, не се кукаше дома, си течеше најнормално. Ако ми е тешко, можев да плачам, разговарав со сопругот, го прашував некои работи кои ме интересираше, се ова е вака, ова е така. Зашто е тоа така? Сопругот што знаеше све. Да, сопругот. Психологот не беше. Да, психологот беше. Тој беше прва линија и за дијагноза. Тука беа, повторно кажувам, многу е битен психолошкиот момент. Многу е и битна до структурата на личноста. Вие самата си кажавте она кој што е најбитното, вие сте го прифатиле моментот и сте се преструктурале во мод на борба. Да. И тоа е најбитниот момент кога ќе го прифатиш нештото со благослов, со алал, кога ќе знаеш дека земаш лек за да се излечиш, кога ќе ти е јасна перспективата, да имаш ти проценти, 90% ќе лечиш, 10% ќе се примарно рефрактерни тука. Има сега и втора и трета линија на терапија и сето тоа, кога е пациентот добро запознат, кога е разговарано све она што може да се очекува и она што не може да се очекува, затоа што доста често имаме и нешто што е нереално или некој што ги излажува од друг центар или било што, кога ќе се знае и кога ќе се прифати целиот тој процес, веќе самиот мозок создава атмосфера во која што поминува. И ова е целта, она што го кажа Елен, да се дојде затоа еднодневно болничко лекување. Значи, идејата да се дојде да се помине. Да, првиот пат се плашиме ради блеомицинот, ради реакции, одиме поспоро со тие проби биолошки на лекот, па малце поспоро, меѓутоа понатаму гледаме да е како инкорпорирано во делот на секојдневието, односно да може секој индивидуално
секако дека никој нема да натера пациент кој што прима хемо или имунохемотерапија да оди на работа, Така. особено ризик за инфекции и слично, меѓутоа треба да им се овозможи на оние кои што сакат и кои што го Точно. гледаат тоа како нормален начин на функционирање да може да функционираат. Секако почитувајќи ги правилата кои што се за нив лично, односно за нивното здравје, така да. Точно. Мора да се работи за тоа. Како што спомна, просторните капацитети се тие. Нажалост влегуваат тука и деца кои што имаат 15-16 години, кои што ги лекуваме од истата болест, влегуваат и оние кои што имаат 90. Ние не враќаме никого, ние третираме све она кој што може да се третира, кој што исполнува онај минимум критериум дека може да поднесе терапија било каква. Така да не враќаме никого за разлика од други земји, третираме и не се плашиме од тоа да третираме. Меѓутоа, дека се мешаат, се мешаат. Условите се тие. Сега сме подобрени во однос на онако што го видела Ајлин. Од тогаш, меѓутоа, фали затоа што сме се уште единствен центар каде што доаѓаат од цела Македонија да се лечат. И нема капацитет до толку за да одговори соодветно во однос на оние лични, се да не се мешам, да имам време да вакво, па ако ми дојде повраќање да имам како негош и ред се чека и тоа создава малце нелагодност кај пациентите. Една е перцепцијата на пациент од Скопје, една е перцепцијата на пациент кој што доаѓа од провинција, кој што треба да патува за тоа лекување уште неколку сати, па неколку сати да се врати. Да. Така да тие аспекти се секогаш различни од зависност од пациент до пациент, од поддршката, како што кажа, едно е поддршка дома и момент, ајде се бориме, а друго е кукаме и сите создаваме на кукачка атмосфера во која што на пациентот му е дупло полош од тоа што е болен. Јас зашто викам пациентот е похрабар од дома. Мислам дека он ги теши сите што се дома. Да. И знаеш и се создава атмосфера во која што ете се отплакува пред време или било што каде што тој нема шанса да се бори, си мисли дека нешто друго му кријат дома од она што тој го знае. Друго, пристапот селектиран до информациите е многу битна работа. Ова што го кажа, не се натрупува од страна, се фокусира на себе си, на собственото, на собствената благосостојба и таа си вика, сега ми е за одмор. Значи, таа флексибилност која што даваме е многу битна. Во петок ми одговара, имам сабота и недела да се одморам. Тешки ми се сабота и недела после првите 2 дена после хемотерапија. Сега во оваа хемотерапија нема кортикој, затоа го немаше моментот на дебелење, на неконтролирана Може да го прашав доктор Мартин. Глад и слично, меѓутоа и затоа го немала проблемот на дебелење, меѓутоа и тоа е битен момент. Коморбидитетите таа била здрава, се ако имаш и други коморбидитети, шекер, притисок, микроменеджирањето на самиот пациент е поспецифично. Така. Она што го кажа, мултидисциплинарен е пристапот, тука е потребата од секакви профили. Овдека бил потребен невролог, дигестивен хирург, претходно интерниста за да види со ехо, радиотерапевт кој што одредил што ќе се зрачи, како се зрачело, значи цел тим таму за зрачење и слично да се поднесуваат негативните ефекти на зрачењето. Значи има повеќе работи кои што и повеќе фактори кои што влијаат во однос на третманот. PET скенот, тоа е иновација која што ја применуваме. Сега ние викаме имаме интерим PET скен после 2 циклуси на терапија да видиме каков е одговорот тогаш. Дали можеме да препознаеме група на пациенти кои што не реагираат примарно на тој, па да го смениме навремено. После она кој што го имала Ајлин, тоа е end of treatment, значи по завршување на третманот. Тука е сепак принципи кога е направено, што е направено, кои зони би биле суспектни, не би биле суспектни, дали треба повторно биопсија, не треба биопсија, дали треба зрачење, значи има работи во кои што не можеме ние сами. Така. Патолозите за да дојдеме до правилна диагноза и значи не сме ние сами во ова, не можеме да кажуваме дека се работи за хематоонколошки проблем кога е проблем на целокупното здравство, пред све и ради Ајлин, затоа што нам ни е Ајлин потребна како општество да е таа функционална.
И тоа е целта да е таа здрава, да допринесува за ова општество со својата работа и со својата енергија да е дел од ова општество, не да е легната или трната на страна. Така. Тоа е целта на лечењето. Така. Како се чувствуваш денес? Одлично. Кога зборуваме вака за... Ја раскажувам баш како приказна. И кога ја раскажувам многу некако полесна. Меѓутоа, всушност воопшто не беше лесна приказната, меѓутоа како што поминуваат годините веќе ја раскажувам. Знаете, јас бев болна, примав хемотерапија, ама сега убаво, добра сум, супер сум, окей. Што се смени кај тебе после тоа? Што се смени? Да. Дека вреди да се живе. Јас се сеќавам кога ме праша една пријателка, вика, што е, вика, ова борба кај тебе, демек, зашто си толку упорна во се, вика, мене ми се живе. Така. Буквално ми се живее, викам, јас за тоа го правам ова. Значи, животот е убав. И треба да се живее секој момент. И секој момент што се живее е вреден. Така. И вреди да се живее. Се нервираме. Значи, нели, кога одиме на лекар, викат, немојте да се нервирате, или ова, или оно. Не можеш да не се нервираш, меѓутоа нервозите некако сами по себе доаѓаат, меѓутоа на крај на денот викаш, да, животот е убав, денот убаво помина, покрај се. Тоа е поуката, тоа што го извлековме од ова мое лечење и дома сите. Така. Дома сите, затоа што после лекувањето ти остана, нели, бремена, си имаш детенце, така? Кога бевме во Истанбул на Пецкен, прво прашање на докторот беше дали имате деца. Говме не. Дали ги смрзнавте клетките? Говме не. И директно си рече докторот, добро, вие тешко дека можете да имате дете. Шок беше, меѓутоа на некој начин со сопругот рековме, добро де, жива и здрава сум. Да. Значи, покрај сето тоа, жива и здрава. Потоа следуваше тие 2-3 години, јас така го викав, за детокс на тело, нели, од сите тие отрови што ги има во мене. После 3 години забременев. Така. И сега имаме синче веќе 10 години. Така. Да. Ете зашто вредало тоа се да се бори. Така, и да се помине. Така. Јас тоа Пред викам, време. Пред време да знаеш. Да, имаме многу млади пациентки и сега многу им е тешко. Што не се ни мажани, што не, нели, немаат основано семејство. И јас стандард викам, значи не се откажувај. Они одма тука мислам губаат надеж и све, и сметам дека особено младите треба со психолози да прават моабет околу тие работи, околу основање за семејство, дека после тоа животот ќе се врати исто како што бил претходно и дека све тоа ќе се помине. Сега дали имаш Не можеме да негираме, Да. онако што и го кажале и таму. Да. Гледаме ние да го кажеме на почеток. Да. Не можеме да го негираме негативниот ефект на фертилитетот од Така. хемотерапијата. Точно. Кај АБВД, значи протоколот кој што го примала Ајлин, значи процентот на инфертилитет е помал него кај поагресивните методи. Меѓутоа постои. Она кој што ние го правиме секогаш, го имаме и како таа улога имаме, и да советуваме за семејство. За мажите е полесно во односно за чување на семеен материјал. Кај жените е многу покомплицирана приказната, посебно што се потребни стимулации. И зачувување на овоцитите не е процес кој што е, ни пак на сперматозоидите не е процес кој што е покриен од фондот или е регулиран, приватно, да. или регулиран во државното здравство, и тоа создава дополнителна и анксиозност кај пациентите и дополнителни финансиски импликации кои што носат товар. И сега во однос на соочување со диагноза и сето тоа, ти да му кажеш некому и се треба и за потомство да рачунаш, нема. Да. Она кој што најбитната порака е кај Ајлин дека филозофска промена, значи се работи за разбирање психологијата, таа е соочена со нешто кој што ти вика да секој од нас има рок на траење. Работата е како ти ќе го искористиш и како ти ќе се разбудиш. Значи, ова било повик за будење за незе. Таа не знаела, да, си посакувале нормално семејство, меѓутоа
ни размислувала до тој момент. И сега се наредиле картите, после болест некој ќе рече дека се наредиле. Се наредиле дека и не се наредиле, затоа што таа разбрала дека мора да го исцрпи секој ден максимално за да се осети жива и да си го искористи денот. И така да се отвараат понатаму перспективите. Некој друг нема да е среќен на тоа. Некој ќе му треба време, можда на 5-та година имам пациенти што останале природно. Пациентка имав сега што ми израдува скоро пред некое време, пробува инвитро, па остана природно. Значи, сам да кажам, и тоа чудо знае да се деси, така да никој, и мојата основна е дека никој не треба да се откажува од своето чудо. Никој не знае што е чудото ако не го замислиш и не го визуализираш пред себе. Ние сме само доктори, ние не сме семокни, не сме никој кој што би можел да проектира нешто. Не, ние можеме само да помогнеме во тој процес, меѓутоа процесот е ипак и од пациентот и од семејството. Работата е тоа што на почеток не мислите вие на такво нешто. Нормално. Да. Не мислите, значи, ако се разбудам јас денес, после терапија, после терапијата, нели тие мачнини седе, ако понеделник сум јас свежа, јас сум среќна. Така. Значи, на тоа мислиш, да можам да функционирам, да можам да работам. Значи, сето тоа го поминуваш викенд. И јас сум среќна што понеделник сум јас свежа, дека јас морам. Значи, некои работи не можеш да ги мислиш дека да, сега е моментот, убаво е сега можам да работам. Таму не освестија на некој начин. И стварно, ние на такво нешто не мислевме, затоа што се боревме со многу други работи. Значи, се боревме со многу други работи. Со себе се бориш пред све. Најтешката борба е со себе, ти да се најдеш во некоја си равнотежа, за да можеш да си способен да се бориш со болеста, така да. Да, имаше видите, ние имаме, ајде ќе кажеме, неблагодарно е ова, меѓутоа сме имале одлуки, те конкретно, имаш бремена пациентка. Сега, например, на определено вакво, ти диагностицираш болест, совет да се роди, да почекаш, да не почекаш. Имаш четврти стадиум на болест, да зачуваш ooцити, да не зачуваш. Ooцити ти е процес од 3 недели. И имам време да направам тоа или нема, морам да третирам болест која што го совладува пациентот. Тие се одлуки кои што не се стандардизирани. Ние зборуваме сега во овај век и во оваа година за персонализирана медицина. Ние не можеме да зборуваме за решение кое што е за секој апликативно. Ние мораме да се прилагодиме на ситуацијата. Она кој што вие сте го имале кој ситуација, некој друг можда го нема. Можда ќе е во поповолно или во помалце поволно. Затоа мораме да се прилагодуваме. Незината приказна е прекрасна затоа што подсетува дека секој мора да се научи борбата. Да, во определен момент си изгубен, не знаеш кај си. Те носат на испитување, те носат вамо, ајде ова, дај крв овдека, прими сега ова, не знаеш што ти се случува. Буквално не знаеш што се случува. Магла имаш, тоа се сосема нормално, го имаш тоа шок, зошто мене, зошто сега, па после тоа да дојдеме до прифаќање, па да дојдеме до моментот да се бориме. Така. Пак се фази кои што треба да ги помине. Така. И ги поминавме. Да. Дали се случува пациенти да одбијат терапијата, не сакаат да случува. Така. Се случува и тие се апсолутно господари на сопственото тело. Тие имаат право све. Наша работа е да посоветуваме, да го запознаеме со сите можности и позитивни и негативни. Да обезбедуваме, да, имаме вработено и психолог и социјален работник, кој што подолго работи социјалниот работник, така да сам да кажам, се трудиме да обезбедиме максимално што е можно во однос на и нивен и додека трае нивниот третман и понатаму во однос на вклопување понатамошно на работа, затоа што не секогаш кај некој завршува после 12-тата доза или после 6-тиот циклус, кај некој продолжува. Па потребно е тоа вклопување во работа кој што треба да се одвива се, дали е придружено тоа со физички недостаток дополнително што може кај определени болести или слично. Така да е доста комплицирана работа која што има потреба од повеќе профили за лекување. Така. После толку време сега повторно идеш на контроли еднаш годишно. Како се осеќаш на контролите?
Дали ти се враќа на чувството на здравна? Не, на здрав не, малку ќе ми се врати тој филм од кој ќе ги видам наводневна, викам леле. Но нака, буквално ти е жал. Меѓутоа одам на сигурно затоа што си викам да одам, ама знам дека ништо не ми е. Так. Одам со тоа, знам да одам, затоа што морам да одам, морам да се пазам, ама знам дека е се во ред. Така, еднаш годишно си идеш на контроли редовно. Да, еднаш годишно. Што мислиш дека е најважно кај пациентите што го поминале ова? Здрав живот. Малку да пазат на исхрана. Здрава исхрана и здрав живот. Тоа е. Така. Тоа е. И да се зачува имунитетот. И да го споделуваат ова кој што го споделуваат, значи Така. како искуство да го вадат од себе за да го не да го проживеат повторно, него да споделат со остатокот и да секако позитивен пример за она кој што некој допрва влегува во таа битка и не знае што го чека. Така, многу така им е јас важно тоа Затоа што е да прекрасна приказната многу ти им е е важно. останала. Тоа го кажувам и јас. И мајка значи. и се реализирала дополнително што на еден напреднат стадиум на болест, правиме муавет кај трети стадиум, каде што лекувањето било со максимален број на циклуси. Така. Плюс консолидативна радиотерапија најверојатно кој што е примена. Така да сето тоа ја прави приказната по чудо него кој што би било во другата ситуација. Така и јас кога кажувам, кога ја раскажувам, не ја раскажувам болна. Како многу како некој болен период. Кога раскажувам толку поубаво, Поучно. по меко, Така. значи да, ќе помине. Терапиите се тие. Нормално е. После Тешко, секоја терапија да. имаш тешкоти и се сега. Секој лично таа терапија ја преживува посебно, не сите исто ја преживуваме ние таа терапија, меѓутоа кога ја раскажувам, не ја раскажувам како некој баук, нешто што леле, ама што те снашло тебе. Да. Не се секира, викам, еве сум јас. Да. Не, и да, тие да се приказни кажува, да се... не достигаат, знаеш, таа Да. соработка помеѓу пациентите е многу битна. Да. Фактички е ментор на некој друг. И затоа се битни тие издружени и тие заеднички состаноци кои што би ги имале, меѓутоа ние сме далеко од тоа, треба да работиме во тој поглед доста. Така. За да им овозможиме да осетат од прва рака, знаеш, го немаш тој бајас кој, ај ти си доктор, ти не знаеш, не си поминал. Така. Да, јас не, ама Ајлен е тука. Таа Така. помина и го проживеала целото тоа и таа знае колку знае да е гадно и сето тоа, ли гледа денеска. Да. Па за таа цел и го направив подкастот, значи со цел да се види другата страна, не само докторската. Што Нормално, многу им не. значи на пациентите кои ќе видат некој што го проживел, што го поминал, што јавно ќе каже, што ќе објасни за својата болест. И друго е кога ќе слушнеш директно од некој што го поминал тоа, друго е кога ние ќе ги советуваме како доктори, треба ова да примаш тоа, вака ќе биде, така ќе биде, а некој кога го поминал сметам дека им е полесно. Која е разликата меѓу европските земји и нашава во третманот? Буквално Дали во овој има- момент не постои. Мислам дека нашата клиника овозможува нормално во соработка со сите други и пет центарот и слично, овозможува во однос на Ходжкиновата болест комплетна грижа. Така? Ниво сега наше нормално, меѓутоа немаме сега во прва линија да речеме дека имаме чекпоинт инхибитор или антитело, овозможуваме современа терапија за секој стадиум Така. и за секоја линија, и прва, и Така. втора, и трета, и четврта линија, имаме и трансплантација кај оние кои што се релапсни или примарно рефрактирни, така да мислам дека овозможуваме соодветна грижа за лимфомите и за Ходжкинот и за неходжкиновите лимфоми. Така. За да се дојде до диагноза, има ли многу Зависи кој време како. или... Зависи кој како. Така. Секој е индивидуално, нажалост, зависи од тоа каде е. Пристапот до здравствена грижа не ни е насекаде подеднаков. Тоа е вистината со која што мораме да се соочиме, така да не е исто пациент кој што е од Скопје или пациент кој што е од Берово, не поминува низ истиот пат заради препреките кои што се потребни. Како би можело еве да го избегнеме тоа, да го промениме?
Создавање на некакви си виртуелни патеки за потенцијално малигни заболувања би бил еден од решенијата за екнување на секторите во кои што ние сме дефицитарни, посебно во однос на патологијата. Во однос на хематоонкологијата, изголемување на хематопатолози кои што работат и кои што имаат пристап не само патологот како единка за кој што е потребно доста и тренинг и едукација, него и пристапот до соодветни реагенси, машини и слично кој што треба. Така да се работи за една спрега од повеќе чинители кои што треба да функционира. Добро за да можеме да дојдеме и да го поместиме тој праг, односно да го намалиме тоа време за да можеме побрзо да дојдеме до дијагноза, а со самото тој до лечење. Да ги едуцираме пациентите доволно да знаат да се слободни, да препознаат тегоба и да се јават на доктор, докторите доволно добро да ги слушаат, односно да им се посветат, да ги прегледаат, да немаат забрана за соодветно упатување и така. Има доста работа. Да, еве кај Елин, не си изгубило многу време, 3 недели, ама сепак во време 3 недели зборуваме од главниот симптом. Да. Али ако тргнеме наназад во однос на 12 месеци симптоматологија, можно е, и ако копаме наназад, затоа што не е толку брзо растече, за да дојдеш до трети стадиум, сигурно знаци на болест можеме да видиме едно 5-6 месеци веќе уназад доволно. Кај него не е специфично, викам, кашлица знае да се јави, како притискање, кај не се гледате таа слезинка притискала на желудник и тој абдоминален дискомфорт кој што го имало изразено со повраќање, сето тоа било како резултат на компресивен момент на желудникот. Така да не било тоа, можно и тука да се изгубило дополнително време. Така да не било нагласена и кавицата, повраќањето, немало да се бара начин на невролог и сите други специјалности кои што биле вклучени во ваква. Некојаш е среќа. Мораме да признаеме дека некојаш е среќа. Не е секој, некој може многу брзо да дојде до дијагноза, некој не може да дојде. И тоа игра улога. Да им се верува и на пациентите кога ќе имате мајките губи пред се тоа. Апсолутно, се направи апсолутно. на абдомен што има некој дискомфорт или апсолутно, тоа снимка. Често пати се занемеруваат тие листи симптоми што се. И тоа се дијагностички постапки кои што не се скапи, не се инвазивни, кои што може да се направат. Да. Скрининзите во однос на една земја, нема овде кај лимфомите не можеме да зборуваме за скрининг. Така. Можеме само да зборуваме за навремен преглед кога има некои рано откривање. Симптоми изразено, меѓутоа скрининг класичен не постои. Не можеме ние да кажеме, иако луѓе на скрининг обичен би можело да се дијагностицирани, односно да имаат поставено сомневање за лимфом и да дојдеме до дијагноза за лимфом. На обичен преглед кој што се случувало лекарски, дали за на работа или за било што. Така да и тоа се случувало често пати. Така. Дали те прашуваат често пријателите како си после терапиите или те охрабруваа, супер изгледаш? Претежно не зборувавме многу за болеста. Се додека јас тоа не го кажував или кога ќе ме прашаа како си, добра сум. Да. Секогаш бев добра. Меѓутоа животот си продолжуваше таму кај што ми застанал на првите 3 месеци, кој што беше. Како да ви кажам, некако не му давав приоритет на болеста. Тоа беше ова. Меѓутоа сепак кажувам дека тоа е многу битна е таа психолошката поддршка од семејството. Од семејството, буквално тимска работа беше дома. И затоа кога да ме праша како си, како помина, добро, како што треба, така. Некако не зборував јас многу за болеста. Единствено што зборував за болеста беше со сопругот, тој ми беше така психологот.
Не си сакала со жалување, тоа е тоа. Да, тоа е било да, па клучен тоа ми беше, момент да. во- И можда и тоа беше тоа што не водеше напред нели во оваа успешна приказна за да го преживееме све ова. Јас дури на одмор отидов. Така и треба. Јас дури на одмор Мај, отидов да. затоа што мене Така и треба. терапијата Да. лето ме фати. Ми ја примив терапијата, одмарав 2-3 дена и буквално отидовме на 4-5 дена на море. Така. И тоа не Тоа, бевме да. сами, пак бевме со пријатели, со друштво, само да се избегнува се сонце избегнува. и слично. Да, се пазеше на тие работи нормално. Да, секако нема забрана да се оди на одмор и све. И сите Во ми текот се на- чудеа на храброста. Како можеше? И сега Да. викам, луѓе, јас не можам да лежам и да кукам Да, и да плачам. Тоа беше клучниот момент како се ова ние го преживеавме. Така. И сега Тоа кај низ сме имаме дополнителен ризик. Сега си правиме вака мовет, самата спленектомија ја носи во ризик за дополнителни инфекции, во самиот момент и ризик за крварење и слично. Значи има протокол за вакцинација, Да. за спленични Да, да. пациенти, односно спленектомирани. На запад носат посебна алкичка која што вика дека е спленектоми patient. Насока да се знае дека кога ќе развијат Така. висока температура треба одма да се почне парентерална големи дози на соодветна терапија со цел да се заштити. Така да има работа и за после. Да. Така. И за после има работа во која што се пази. А Некој одат вакцините ги на добив, да. ги некој добив, одат да, на да. антибиотска профилакса подолг период до 3 години со один антибиотик кој што е штити, кој што е вакво. Има посебно советување што ако кренеш температура на 38,5 мораш да се јавиш во болница, така да има одличното нешто што не додава внимание на тоа. Тоа се го Да. прифатила како дел дека мора да се заврши со цел да биде добра и тој е главниот фокус дека тоа ќе го заврши, дека ќе биде добра и си се насочува кон себе, кон сопругот, кон фамилијата и кон И не мисли на болеста, Да, не него дека кон она немаше што не се тешки исполнува, моменти. не, значи не дека немала. Да. И ризикот и за докторот кој што комбинирал од метод на терапија и тоа било во одлуката до тоа до превенирање на некоја си фебрилна неутропенија, до слични работи кои што на таа вага додаваат на различни канчиња, така да сам да кажам не било едноставно прими терапијата, после да, 6 циклуси да. заврши Толку е. работа или ваква. Имало премрежја кои што успешно ги поминала и клучниот момент е дека се фокусирала на себе си, односно како се осеќа она. Така. Била борбена. Тоа е Па да. Тоа е најважно. Да. Да. Си помисли нешто после ова дека сакаш да направиш? Еве нешто. Јас на пример пациентка имам една прашам и вика ако ќе завршам терапија сакам вика едина на желба имам јас сам мислам го. Вика сакам да патувам во Аргентина. Вика еве чекам да завршам терапија и да патувам. Јас викам ја рекол кој зашто ќе ми кажеш дека не си направила па сакаш да го направиш. Јас сакам вика во Аргентина да патувам. Не, после нели пет скенот, бевме во Истанбул, останавме плюс неколку дена прошетавме. Онакако нели послободни веќе пет скенот беше добар и тука ни беше убаво 2-3 дена прошетавме. После тоа не знам, отидовме, пак шетавме. Да, шетавме, нонстоп шетавме. Така. Нонстоп Така, шетавме. шетањето е леко. Да, шетањето е леко. Шетавме, навистина шетавме. Нормално Да, е за Аргентина и патувањето. за сегде, Да, нема тоа што патувањето. ти останало што патувавме, си го да. тргал на страна, Да. сега доаѓа да можеш да си го реализираш. Да, затоа што после нели цела таа голгота, сите тие терапии, радиотерапии, се тоа и веќе кога веќе патуваш викаш еј животот е убав. Да. Вредеше све. Така. Како што велам, не застанов ја на едно место. Освен оние првите 3 месеци кои што ми беа Додека ја прифати состојбата. да, Не, додека сум прифати и операции. и операцијата и тие 3 недели во неврологија тие ми беа страшни, затоа што навистина страшни беа и за мене и за моите. Така. Затоа што навистина не знаевме што се случува.
Имаше Ни пак нешто. докторите знаеле. Не, Да. И видите, Исто. и тоа ја, Исто, ја да. потенцира и потребата за постоење на центри кои што би биле можда ургентна медицина, кои што би прифаќале и би третирале побрзо, би доаѓале До до диагностика. диагноза. Да, Да. фактички Колегите на неврологија биле феноменални и тренирали, барале причината. Да, Да, Меѓутоа, да, кажа, да. имаш Многу ти испитувања било. поспециализирани центри во кои што одма се и радиодиагностика или било што Да се побрзо добие би диагноза, се да. изгубило, затоа што секое лежење со несоодветна група на пациенти или секое лежење Да, непотребно тамо ти Да. ствара трауми кои што не можеш да ги поминеш. Фактички, најтешката депресија, мислам дека ми беше тие 3 недели. Не знаеш што ти е. Не знаем што ми е. Испитувања некои што никогаш не сум ни слушнала, ни видела, само те носат некаде со количка од таму, од едно место на друго место. А Ти притом ставаат- не ти е подобро. Притом ништо не ти е подобро. Не, Да. значи ништо Да. нема, само нешто на глава ти става, само нешто главата ти ја снимаат. Да. Се нешто работат со глава, А јас никој не ништо можам не да знае станам за од тоа. кревет, значи Така. страшни вртоглавици имам, па пункција една, па пункција друга, значи тоа беше тоа страшното. Така. После кога веќе се дозна што е како е, веќе си тече работиве како што треба и додека да сватиме да си да ни легне дека сме дека треба ние тоа да го поминеме и дека треба да се бориме. Така. Нешто за крај да кажеме, да порачаме. Не знам конкретно што би било да слушаме повеќе вакви приказни, успешни приказни, со цел да помогнеме на сите оние кои што имаат проблем да ја најдат својата внатрешна сила, да им помогнеме, дека во ова не се сами. Дека сме во оваа битка сите заедно, ние сме дел во сето тоа нормално, не можеме да бидеме комплетни. Меѓутоа мора да се пронајде правиот тим и семејството нормално, и пациентот, и докторите, и сите околу кои што работат за да се постигне победата. Пред се да си има многу доверба во докторот. Па, За таа е взаемен процес Да. кој што доаѓа, не може да е нештото Да. Не сметам дека самото по себе читање назначено. по интернет, слушање на јас вака сум поминал, јас така сум поминал, други пациенти, јас за тој го кажам на пациентите. Секој пациент е засебен. Значи некој добил ваква реакција, некој таква реакција од терапијата. Значи секој пациент е засебен. Приказна за себе, Така, е нормално. приказна за себе, така е. Ајлин ти? Сега тоа мислам, најпрво да се заблагодарам на тогашниот тим на хематологија кој што навистина беа прекрасни, на доктор Мартин Ивановски и на доктор Милчо Пановски. Тие беа Така. буквално ја развија таа доверба доктор-пациент и тие беа причина единствено, како што велам, не читав ја од други места, туку директно се консултирав со нив. Тоа што јас сакав да дознам, така. раното откривање на било каква болест е многу побрзо, сметам дека се лекува, нели докторе ви ова уште Нормално, Да. све. за све и се разбира довербата. Во вакви моменти човекот треба да има доверба во себе. Ако нема, јас навистина препорачувам помош. Значи помошта, психолошката помош навистина помага. Така. Значи Точно. јас некоја стручна Психолошка психолошка немав, Така. меѓутоа сепак сама се борев, и сигурна бев во тоа што се борев и сепак сопругот беше тука, таа психолошка. Меѓутоа, ако веќе некој не може да ја добие од себе, Така. кон себе и од семејството и од блиските, јас секогаш би препорачала некој стручен за да може заедно со пациентот, заедно со личноста, со човекот да се бори со ваквите болести. Меѓутоа нема откажување дефинитивно. Така. Дефинитивно нема откажување. Многу е битен тој момент, психолошкиот момент е неверојатно битен во целиот тој процес. Но што Ајлен кажа, не може да знаеш ти во која ситуација некого ќе го засегне нештото, некој ќе го фати кој не во полна ќе кажам во полно друго здравје,
свесна и сето насочена кон тоа што го сака и тогаш е еден психолошки момент, друго е да те затече во некоја си друга состојба во која што ќе имаш потреба поинаква, како и да е, самите пациенти не се свесни за тоа. И тоа треба помош од фамилијата и од страна на лекарите. Пораката би била дека имаме на среќа систем кој што успешно третира, кој што успешно може да се справи со предизвикот наречен Ходжкинов лимфом или не Ходжкинов лимфом, кој што нуди современи терапевтски можности. Тоа е еден битен момент. Исто дека можеш ти на твој јазик, во твоја земја да добиеш соодветен третман. Сега веќе не требаш на Истанбул да одиш за 5 скени и слично, така да и тоа доста помага во однос на ослободувањето на првична анксиозност кога не знаеш што и како. Дека имаш и дека ќе бидеш соодветно и третиран и соодветно следен и сите тие пропратни работи кои што се потребни, така да мислам дека и тоа е исто клучен момент и дека во ова треба да се вклучени што е можно повеќе чинители за да исходот на самото лекување биде побрз и по-ефикасен и за пациентот и за здравствениот систем. Така. Ви благодарам на присуствата. Ви благодараме на поканата. А ние се гледаме во следната епизода на Зрак по една недела.